Здраво на сите и добро ни дојдовте уште еднаш во Нема љутиш. Одиме веднаш со настаните и нештата кои ја одбележаа неделава зад нас. Најсветло нешто е тоа што спознавме сите дека и ние имаме свој Петар Грашо. Само во македонска верзија кај нас е Петар Грашок. Детето е луто како рис, ама и покрај тоа, за разлика од хрватскиот Петар Грашо кој пее и зло не мисли, нашиот размислува и тоа како? Во вистински предприемачки дух. Да, еве например знае да препознае опасност. Мајка му која го пакува на брзина. Потоа препознава и ризици, како што се залудни пешачења, организирани од известна снеже, по кои како награда следува слава и некалорична добивка, поради која може да изгуби и до 10 килограми. Очекувајќи поголема награда, како што е бурито, на крај, нашиот извидник за секој случај покажува и сериозни карактеристики на вистински тимски играч, така што за себе бурек си носи, додека другите ги очекува манџа и грашок. И на тој начин сосема невино и детски отсликува реалната проценка за просечниот живот во Македонија. Некој јаде само зелка, додека друг јаде само мес, па може да се констатира слободно дека сите ние заедно јадеме салма. Ништо ново, како просечна месечна плата. 90% земаат минимално од 15.000, а само 10% над 100.000. Па просечно може да се каже дека сите ние заедно заработуваме по 30.000. И потоа се буните дека имало премногу богат. Па да не се бе тие 10% богат, ние ќе бидеме сосема сиромашни, бидејќи без нив никогаш нема да го достигнеме тој просек од над 30.000. А сето тоа благодарение на тоа што имаме одлично образование, а и воспитание, за да можеме да продуцираме гениален кадар преку учителката од градинката која некако и не покажа дека е нешто кадар. Нема што нема кај нас. Нема. Се има и се е по Кембридж. Да, се има. Па има и жена од султана. Строго едукативно и за најмала возраст. Има кој е крив, па веднаш не си жив, ако спава оде глава и слични некои гениални идеи за таа иста најмала возраст. Дури во еден момент воспитачката се закани дека ако не ја знаат или не дај Боже не ја пеат, ќе ги спаси и ќе ја изгаси. Дај Боже. Каде се бре оние фини муабети од наше време? Се загубија. Се сеќавате? Тато, зошто јас немам братче? Па немаш, затоа што до доста навечер седиш, не спииш и го плашиш тркот. Кој да ти донесе братче, а? Порано девојчињата мали го чекаа принцот од бајките, а по ваков тип воспитување ќе го чекаат принцот од банките. Нема друго. Еве сега и ние, постарите, ќе почнеме после ова, кога сме на работа, да се чувствуваме исто како да сме во градинка. Затоа што исти песни слушаме од некои наши колеги, потоа нонстоп плачеме и сакаме веднаш да си одиме дома, исто градинка. Вие за среќа, мислам, веќе сте дома и нема потреба да плачете. А се надевам, ќе има на што и да се насмеете, преку се она што ќе го видите и денес во Нема љутиш. Повутекна вика ти чиче, на мене си ми млад за пензија. Ја викам не сам, она вика млад си. Ја викам не сам млад, стар сам. Она па вика млад си, па на крај вика Ретко се дешава такое, ама ето оваа жена била таква и вика мужа слушај. Неќе ја ти да се мучиш, чуваш ме, не можеш да кажу не, ама дај вика ти, отиди вика таму јавно куќо вика. Земи за паре, плати некој. збор смрдле нема везе со личну хигиену, него е карактерна особина. Жена сака да му се посветиш. Разбираш ли, да му пружиш пажњу, љубов да му пружиш. Ете, сви жена сега работив, тако ли? И твоја работи, нели? Работи. Ете, дојде дома, ти си направи ручек. Мојата спада у овие други, одадени. Она спада у други, ама, она на мене ми е прва. Па пред банкомат бе. Абе, кај ќе застану пред тој банкомат, овдека ме пресече. Ненормална бол. Добро, и што ти доктор препоручи? Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано.
мојот најдобар пријател кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Ама нема нервире. Ке те ударува еден пут, све зуби ке ти ги искаш. Удари бе, може ти се, ама ќе си ставил нови, порцелански. О, ти ќе ставиш нови. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Апте бре, баца Стојко, тај се разлупаја, ти што ја лупаш, 2 сата те чекам. Нели се договорисмо да сриѓам у гражу ќе дојдеш, јас сам туј работу 2 сата. Извини, Ставре. Извини. Абе, беше да подигну пензiju у банку много ред тамо. Гужва и некоја компликација искочи. Ајде бре, жив ти се, кажи ми што беше у банку, може да се искомплицира, а? Абе, гледај, забравил сам го личну карту да го понесу. И онај службеничка тамо не ми го дава пензiju без личну карту. Разбираш ли? Разбирам, много разбирам, ама не разбирам како бре, баца Стојко успеа без личну карту да го подигнеш пензiju, баш ме интересира. Ставре, на те замо се тамо стои службеничку. Повутекна вика, ти чиче, на мене си ми млад за пензiju. Ја викам, не сам, она вика млад си. Ја викам, не сам млад, стар сам. Она па вика млад си, па на крај вика, чек вика да виду нешто. Ај раскопчај кошулју да виду нешто. Бре, и што виде? Па виде бе, Ставре, бели влакна на груди и вика, чиче, стварно ти си за пензiju и ми го даде пензiju. Тако ли ти вика? Бре, баца Стојко, па ти да се раскопчаја и надоле. Па onda бре, инвалидску пензiju ќе ти ја дал одма. А не, инвалидску пензiju што сам работаја у Германију с године, си го зема у пошту. Тама немаше никакав проблем. Бре, што сакаш да кажеш сега дека ти си работаја у странство? Ја, натурлих. На кога бре ти ја да туриш? Признаеш и ти ја ако се наљуту што све може да туру, а? Бре, не разбираш, Ставре. Ја ти збору на немачки, а на немачки тој значи да, стварно. Стварно? Бре, и баш ме интересира ако е стварно што си ти тој работаја у Немачку, а? Јас сам работаја у Немачку, Ставре, на Бауштел. Граѓевина е тој. Па на Бауштел, што да не те стави случајно чиновник да бидеш, кад нема школу, бре. Сигурно си макнаја цигли и тамо што друго мешаја си малте. Јас сам у Немачку работеја само фини работе. Јас сам тамо бија помоćник машиниста. Ајде, море. Да. А на кој ти машинерију си бија помоćник? На машину за мешање малтер. Јас и тамо само ставljam песак, цимент ставljam и додавам од време на време воду, машина сама си тој работи. Ја. А тамо ли ти научи немачки? Ја, натурлих. Па и ја научи. Ја бите. Замоли ја се убаво, ако не ќе се слошо сега, да се пресоблечеш на брзинку, да земеш уичетку и да го сриѓаш ти граж. Ја отиде да одмарам, бат Стојко. Ја, ама чекај малко. Сам ли да го сриѓам гражу? Ја, натурле. Па што се чудиш? И ја учу брзо. Ајде.
Разболи се жена, однемогне, ич, не го бива и не може ни љубов да води с мужа, да му обрати пажња, свесна дека човек си има потреба, знаеш. Чува го овеј, веран, седи дома до њума, ама на њу падне жал. Ретко се дешава такоја, ама ето оваа жена била таква и вика муже, слушај, неќе ја ти да се мучиш, чуваш ме, не можеш да кажу не, ама дај, вика ти, отиди, вика, таму у јавно куќо, вика. Земи за паре, плати некој. Легни с њума, заврши работу, дојди дома, па ја не ти се љут. На, увреден муж. Ма какви ја, тебе да тебе... Ама слушай бе што ти заврши, таква е работа, не може, па ќе се оправу, не се љут. Па нека го сложи се муж и земе паре, појде по пута, ама по пут сретне га кума. Како сте, што сте, по дома, што по дома, жена не валја. Како не валја, па ти куде, аптеку, апчиња, што не, вика, такој му каже, вика, жена. Даде ми паре, вика, да иду у јавно куќу да легну с некој. Како бре кумашине, како ќе даваш паре на други? Ми да ти кажу право, ич, да смо добро стоеќи. Да, вика, ја и ти ќе легнемо, ти ќе ми ги даеш паре да ме да завршена работа. И ти, задоволен и ја. Помислео, вика, што да не, легне. С куму заврши работа, даде у паре, враќа се дома, жена вика, како пројде? И овој земе све го каже, вика, такој, појде по пут, кума, вика, ја спамо, даде у паре, кучка една. Ја на мужеву, на кума, никад не сам наплатила. Смрдле. Селјак е човек што живи у село, работи земју и чува стоку. А селјачиште е особа која нема општу културу и е лице кое искочило од село, арно, ама село не искочило од njega. Збор смрдле нема везе со личну хигиену, него е карактерна особина. Има još еден такав збор, ама е безобразен. И не га кажују, а се работи за женски полни орган и карактерна особина. Смрдла е онај господја што не уме да каже добар дан у лифт и на коју се кука канал од улошке свак циклус, затоа што исти не ги фрља у ѓубре, него у одвод. Онај лиган со новога джипа што уредно ставено ѓубре у црну кесу га фрља од чести спрат на место у контейнер е смрдле. Со збор смрдле може да се окарактеризира многу личности со негативни особини. Ама ако почнемо да набројуемо поред, много ќе заглаимо. Просто смрдле. Оддавна сакам да те прашам, ти си постар од мене, а и поискусен си, повише години си у брак. Кажи ми бе, со жену ти гледам те око, увек сте насмејани, весели, слажете го работу. Никад не сум ја видеа скарани да сте. Како ти успева? Абе, гледај, жена сака да му се посветиш. Разбираш ли, да му пружиш пажњу, љубов да му пружиш. Ете, сви жена са работив, тако ли? И твоја работи, нели? Работи. Ете, дојде дома, ти си направија ручак. А и што фали, например, направија си десерт? Абе, од одадам право. Што мислиш ти, не сам направија никад. Направија сам и понудија сам се да помогну многу пута, ама не знам, они се уалив малце па си и љутив после. Јас сум си повише да се знае. Мушко си е мушко, женско си е женско. А што на тебе ќе ти падне мушкост ако помогнеш нешто, нели? Не дека ќе ми падне и еден пут, ја ти викам, помогнаја сам, не еден пут. Ама она ми се наљути и више не ме пушта ни да улегну у кујну. Зашто? Па зашто, како што викаш ти, понуди се ја еден вечер, требаше да дојде в гости и викам, ајде да помогну да сервира побрзо. Викам, ја нешто, вика што ќе помогнеш, повише ќе одмогнеш, ќе направиш белјове, нешто ситно. И она ми дозволи, ја помогна и она се наљути. А она што ти кажа да направиш? Да ги пројду кифлице со јајца. И ти? Пошто ја беше ми малце незгодно дека треба гаќе да ги смакну, ама улегна у кујну и пројде. И она се наљути. Не знаеш бре на кој ги е потешко.
Дали на оние слободни жене кои још не може да га најде в правога, или па на оние одадени што веќе га нашле правога и сега ете никако да се откачи од njega. Мојата спада у овие други, одадени. Она спада у други, ама ете она на мене ми е прва. Да, прва и уникатна. Леле, колко она убаво уме да збори. Ете, кад ги збори на овие слободни девојке, вика ги, девојке, ако ви биде лош ден, не дај Боже, или неколку лоши дена, или па можда цела лоша неделја, не се секирајте. Само си спомните како ни на нас, кои сме одадени свак ден, и одма ќе ви биде полако. Одма. И стварно бре, мајко му, не ги е лако на одадени жене с нас мужи. И ми умемо да бидемо тешки. Како да ги е лако? Како да ги е лако кад денес врв на меѓусебно разбирање у еден брак е кај ќе успеете да се скарате без да си кажете збор. И тој може да биде многу голем притисок. Да, и за двојица, а посебно за мене, зашто ја одамна си имам проблем с притисок. Ете, горањ ми низак, а долјан ми се падизак. И кад двата ќе се спои, тек тога биде права журка. И тек тога се скарамо и биде многу лошо. Па лошо, нормално. Не е правично. Кад Бог веќе ги е дае дар на жене да збори толку многу, треба е да ги даде дари на мужи да слуша многу. Зашто овакој не иде баш најбољ. Ама пака ќе помислу, па тај ми е бре, мајко му, и за напред и за отпозади. И па си го јас сакам. А она па ми вика, ти досе стварно да си ме сакаја, ти би другу земаја, а не мене. Па јас се уплашу одма, викам си да не ме остави бре мајко му и да се врати тамо куде њој не, И викам си, ето од сега, ја ќе си го чувам, да, ќе го чувам како 5% батерију на мобилен и ќе си биде само моја. Ама па мислу, како да го задржи жену да биде само твоја? Па ми текне, па лако, кажа ми моја, пушти го само да си биде своја. И готово. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Викенд. Кој му га даде тој име, бе? Мошки род. Викенд. Не знаеш кад почне, он заврши, не ни го сетиш. И после па на работа. Морем, мани го не ми го спомнуј тој работа. Да ти кажу, прво почна да користу крему за старење. Што има везе тој со работа, бе? И одма јапа да ти кажу, не се вика крема за старење, него крема против старење. Мрчки. За старење. Кажати, до туј ми од работу, за старење, сакам да остару и да се пензионирам више. Абе, бегај тамо, тој ти е најсигурен. Пензионер. Се можда нема, пензија има да има. И крај. А и тај групација моментално некако е политички највлијателна, пензионерска. Добро.
Možda si upravo. Ovdeka niko za nikoga ne mari, be. Nema koj na telefon da ti se javi. Ne, do duše javljam mi se mene. Od banku rata za kredit ne vi je platena. Ili, kad će se javi na penzioneri. Alo, dobar dan, ne iskočiste za glasanje. Taj te vikam, samo penzioner. A banku го спомна, dobro, викавте за рatu za kreditama, nekad valjda ideš i sam pred bankomat da izvadiš pare. Ja da izvadu pare. Oni mi go dušu na mene izvadi, be, pred ja da izvadu pare, be. I prošli put kad me praša doktor, dobro, sak ti što osjećaš, kude te najviše boli, kude osjećaš najgolem bol? Što vikаш? Pa pred bankomat, be. A be, kad će zastanu pred taj bankomat, ovdeka me preseče. Nenormalna bol. Dobro, i što ti doktor preporuči? Što mi preporuči? Da smo malko iskočili sa ženu za nekoj vikend, ete da prošetamo, da se opuštimo, na primjer Grčka, Malta, Ohrid. A, pa dobro je to, dobro. I što rešiste sa ženom? Gdje idete? Idemo da ga smenimo doktora. Ne razbira ništa ovaj naš. Ne znam, ne bi kaže. Dobro vi je preporučio. Slušaj, ne je lošo da se otide malko tako i negde na stranu. Produžen vikend. Nekako odmah ti se produži život, bre, vajku. Ja собирам малце такој паре, и имам некои денари, можу негде да отиду. Па што не отидеш? Па ја кажа, имам да отиду, ама немам да седу тамо и после да се врату па оваму. Тој. Викенд. Не би сакал да звучам како песимист, ама се ми е некако црно па се не види. Црно. Black Friday беше минатиот викенд. И не само викенд, туку некаде и цела недела. Види мајката, го викаат Black Friday, а трае 5 дена. Не знам што е тука финтата. И гужви, гужви, ненормално. Демек најнов изум увезен од запад со намалени цени. Па ние бре имавме Black Friday во Македонија со намалени цени нон-стоп уште пред 30 години кога ги продадовме фабриките по багателни цени. Намалени цени сега нема грешка. Ќе качат у вторник 30%, а во петок ајде народе, ајде намалено за 30%. Тоа ли се намалени цени? Абе за 1 евро цела фабрика. Тоа е намалено. И тоа е Black Friday. Black Friday, а продадено уште во понеделник. По црно здрави. Оде, бре, како алва и маркетите и фабриките и предпријатијата, се топ там. И што е најважно, воопшто немаше гужва. Се беше толку добро организирано, што се договараше само во 4 очи. По така него што? Се знаеш, еден човек, 1 евро, една фабрика. Колку даваш? 2 евро. Аха, 2. Едно за фабриката, едно за мене. Договорено, продадено. Ај бриш. Добри бе, ама ние сме уште подобри. И не ви бараме ниту 1 евро. Па затоа се надеваме дека сепак ќе не гледате и следниот викенд. До тогаш, чао. Баш ме интересира ти како успеа да го подигне, разбираш ме ти мене. Слаба и некалорична добивка поради кои може да поради која бе. Кажи га бре убаво, Драгане. Разбирам, ја баце Стојко, ама едно друго ве како ве Стојне. Ово е Ништа ти не. Љубим ти Фацу. Љубим ти Фацу. Не, он си гледа натамо од зидови. Не е проблем. А сето тоа, благодарение што имаме... Ми да идемо во Охрид. Па немамо пара, куде ни? Ки идемо? Пак идемо. Кој другиот доктор? Идете ли? Да. Не. Ај па све од исто. Денеска врвна меѓусобно разбирање у еден брак е кад се скарате, значи успеете да се скарате, а ја не успею да го кажу како што треба. Па немој да си глуп, Драгане. Ајде биди мало како треба. И добро, ти што направи? И добро, она што потражи? Аха. Да. Ма не е битно. Ајде. Здраво на сите.
Што е? Здраво на сите. Ако сам ја, не мора да сте и ви. Значи не знаеш kad почне, много брзо. Не трае, заврши. Много брзо го забравljam текст. Много брзо го заврши. не знаеш, тој не значи дека не знае може. kad почне. Ле, одамна сакам да те прашам. Ти си поискусан од мене, а и повише години поискусан. Постар море, кажи му го у очи, што Кажи му ќути. бе, што му се плашиш, што? Поискусан. Кажи му, постар. Позрел. Ќе го чувам како 5% батерии. Батерии бе на крај бе, зашто? Ама добро сега ти спомна банку, па вајда нека ти идеш и у банку, пред банку. Манку, танку, У банку, иду банку, банка, иди ка ми манка, дај стопка. тетка од банкомат. Денеска не ве познаваме. Навратете утре. Абре, она вика ти си чиче млад да земеш стар, ке кажеш. Ти си чиче млад, стар да земеш пензију. Не знаеш бре мајко му на кога или на кој. Например, некој јаде само например, јас сум гладен. Па зашто бе сега ми се пати глас? На пола. Што е? Ла 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 ла.